за едукативни дефектолози на Филозофскиот факултет. Таа задача му беше поверена на Институтот за педагогија да го проучи елаборатот и да даде предлог до Наставно-научниот совет за отварање на студиите. Тој институт предложи дека нема потреба да се отварат посебни студии за дефектологија на факултетот, него таквите кадри би могли да се оспособуваат на Институтот за педагогија со едно благо насочување во трета и четврта година во однос на дефектолошки прашања. Се разбира, ние со тој предлог како предлагачи не се согласивме и тогаш Наставно-научниот совет формира друга комисија, проширена и со нас двајцата професори од надвор факултетот. Комисијата до Наставно-научниот совет упати предлог за оправданоста на овие студии, како такви да се формират на факултетот, и од општествен и од стручен аспект. Така да, предлогот беше да бидат тоа посебни студии за оспособување на такви кадри, па дури може да бидат и при институтот, но со посебен наставен план и програми. Наставно-научниот совет го усвои тој предлог и го задолжи Институтот за педагогија да го спроведе овој заклучок. За наше изненадување и за изненадување на Наставно-научниот совет, институтот повторно предложи и даде предлог студиите да бидат на Институтот за педагогија со еден долг назив кој што и самите не можеа да го прочитат, а наставниот план беше исцело што е наставниот план на Институтот за педагогија и негде во трета и четврта година се предвидува некои предмети, како што и првиот предлог беше за потребите од дефектолошки кадри. Откога предлог таков беше усвоен од Наставно-научниот совет и доставен до ректоратот, неколку пати се ургираше да се донесе решение на Советот на универзитетот за таквите студии. Ние како предлагачи, председател на Советот на дефектолозите на Македонија и Републичката конференција на хуманитарно-социјалните организации не се согласивме со тоа и баравме да прими една група од овие две организации ректорот на универзитетот. На состанокот кај ректорот што се одржа, делегацијата го информира во што се проблемите помеѓу дадениот предлог на факултетот и предлогот на што се содржеше во елаборатот. При тоа тој нагласи дека го проучил елаборатот, што е пред него, и од оно што ние образложивме во што се тие проблеми и во што се не согласуваме, недвосмислено тој изнесе мислење дека студиите треба да бидат посебни, како што е предложено во елаборатот на предлагачите, и нагласи дека тие не може да бидат ни риба ни девојка, него треба да бидат јасно што се. Ако Институтот за педагогија има проблеми, да се ангажираме, да помогнеме да се решат нивните проблеми, а не да се решава тоа прашање врз грбот на лицата со инвалидност. Откога се таа согласност постигна на состанокот, тој го повика по телефон деканот на факултетот, на Филозофскиот факултет, и му кажа дека предлогот како што е доставен од факултетот нема да оде на Совет на универзитетот, се додека не се усогласат факултетот и предлагачите што го дадоа елаборатот.
После известно време, веќе бев на одмор, по телефон се јави една поранешна моја студентка, Зора Јачове, која што деканот се сетил за неја, да ја повика и да ја замоли да ме пронајде кај сам и да ми каже да појдам кај него на средба. Таа ме извести дека деканот ме кани да дојдам кај него на факултет другиот ден и ја појдов, да се познаваме, се запознавме и ми кажа: професоре, во што е проблемот што не се согласуваме меѓу факултетот и вие како предлагачи? Ја му образложив што е и тој ме замоли да настојуваме сега и 20 да најдеме некој заедничко решение, да не речам компромисно решение, кое што ќе се прво реши и помине на факултетот, а истовремено и на нашите организации. Ја му предложив прво нека остане називот како што е, како што го предлага Институт за педагогија, меѓутоа да под тај голем назив да стои една реченица со големи букви студии по дефектологија. Он се согласи и тогаш му предложив да извршиме одредени измени во предложениот наставен план од Институтот за педагогија, затоа што студиите ги правеа наставниот план. А ниту во прва, ниту во втора година немаше предвидено ниту еден предмет дефектолошки. Му предложив кои предмети 3 да влезат, а кои да се излечат од планот. Он се сложи. Онда и на втора година тоа го направивме. И кога реков, а во трета, тој ми рече: не, професоре, да застанеме тука. Трета и четврта година, ако се отворат студиите на факултетот и кога ќе дојдете, тогаш под текот на работата многу полесно може да се дојде до измена на целиот наставен план. Ја видов пред себе еден човек, многу флексибилен, практичен, кој што е подготвен да се отворат студиите и веднаш се сложив со неговиот предлог и се договоривме да по 6-тиот ден или другиот ден ги информираме своите надлежни органи за постигната меѓусебна согласност. Јас отидов на председателство на Сојузот на трудовите на Македонија, го информирав председателството каква согласност постигнавме со деканот, се разви дискусија и скоро сите членови на председателството го прихватија овој предлог, освен еден член на председателството кој што не се согласуваше. Тој бараше да се оди директно на формирање посебен институт за дефектологија. Или институт, или ништо. Тогаш рековме дека не би требало да дојдеме со таков чврст став. Добро е да се прехвати вака како што се договоривме со деканот, затоа што подобро е да почнеме, макар и со студии по дефектологија при Институтот за педагогија, отколку да не почнеме. А после лесно може да дојде до отварањето на посебен и усамословувањето на посебен институт. И председателството заклучи така да биде, онда го известивме деканот на Филозофскиот факултет дека е постигната согласност и се упати заедничка согласност со факултетот и од Сојузот на дефектолозите до ректорот на универзитетот со постигната согласност. Тогаш ректорот веќе тој предлог го достави до Советот на универзитетот, се разбира со нов наставен план за тие студии и Советот донесе одлука да се отворат студиите по дефектологија